Спонзорот Цермат ви представува. Битолчанецот Петар Милошевски ги воодушеви присутните на Младински отворен театар. Дебатното кино Контракадар продолжуваат со проекција на интересни филмови. Стиховно војување го промовираа новиот спот за песната Диета. Представата The Beautiful на битолчанецот Петар Милошевски беше изведена на МОД во Скопје. Представата е морничава, исклучително визуелна, физичка, постдрамска и постбрехтовска представа. Таа се занимава со модерното разбирање на убавината на метафоричен и символичен начин. Петар Милошевски е актер, изведувач и режисер со седиште во Лондон, кој е на сцената од 8 годишна возраст, роден е во Битола, со формално образование по актерска игра, се стекнал на Националната академија за театар и филм во Софија, а потоа се преселил во Лондон, каде што магистрирал на Кралската школа за говор и драма. Во последните години работата на Петар е фокусирана на создавање на индивидуални проекти. Тој самиот ги смислува текстовите, звукот, светлото, сценографијата и неговите представи се значајни поради иновативното комбинирање на говорот и физичкиот театар. Многумина што ја анализирале неговата работа и во Британија и во Европа, направиле забелешка за начинот на поврзување на најдоброто од овие два света, дисциплината и умешноста, што доаѓа од источноевропските театарски школи со бунтовниот пристап во креативниот процес, кој стана заштитен знак на британскиот театарски израз. Beautiful ја раскажува личната приказна на ликот, кој заробен во сопствениот свет се обидува да стане поубав, без да го знае вистинскиот ефект од неговите постапки, физичкото и моралното распаѓање. Представата ја испитува темата на надреален начин и тоа се нагласува преку употреба на физички театар, што ја буди нежноста и емотивноста кај публиката. Текстот, кој го напишал Петар, е фантазија од текстовите на Рембо, Јонеско, Дирас, Маркес, Булгаков, Плат, Сандберг. После кратката пауза, заради фестивалот Браќа Манаки, Контракадар ја продолжува и ја проширува активноста и оваа сезона ќе се фокусираат на интересни филмови и продолжуваат со традиционалните дискусии после самите филмови. Контракадар по кратката пауза заради фестивалот Манаки продолжува со своите дискусии и проекции на филмови. Вечерва во соработка со Локомотива го одбравме филмот Орландо на Сали Потер, кој е базиран на новелата на Вирџинија Вулф за андрогинот Орландо. И андрогинот Орландо му пркоси на културно-родовите очекувања за љубовта, за како тоа се прифаќа и како тоа се гледа љубовта во општествен контекст, кои се очекувањата на љубов, како треба да изгледа. И сето тоа е направено многу интелигентно и амбициозно. Заради тоа го одбравме овој филм. И исто така сакам да кажам дека Контракадар нема да има само вечерва проекција, туку утре ќе оди во Прилеп со истиот филм и со истата гостинка Сенка Анастасова, која е универзитетски професор и доктор по филозофија. И наредниот ден, среда, имаме проекција во Прилеп и таму имаме дискусија со Ирена Цветковиќ и таму е филмот Salt of the Earth. На што ќе се фокусира, ете така да кажеме, во новата сезона дебатното кино? Разни теми, значи ние имаме некои замисли околу вакцините, ГМО храната, владењето на ова и на претходните влади, потоа имаме колку младите се организирани меѓу себе, иницијативите зошто успеват, зошто не успеват, дали политичко, дали партиско организирање и се разбира некоја потреба што ќе иде ad hoc. Значи не оставаме отворено да видиме кои се актуелните случувања во општеството и така и ние ќе се прилагодиме на тие случувања. Колку се битолчани заинтересирани на самите дискусии, се придружуваат кон темите, кон актуелните устварите? Па да, на поактуелните теми кои се случуваат во моментот има повеќе интерес, на некои теми што се подалечени, што правиме некое повеќе да кажам теоретизирање, има послаб интерес, но ние сме како Контракадар задоволни од двете страни. Новата сезона ја започнаа во соработка со Локомотива, Центар за нови иницијативи во уметноста и културата од Скопје, со кои организираа филмски проекции кои се одржаа во Битола, Прилеп и Демирхисар. Првата проекција беше за филмот Орландо и дискусија со Сенка Анастасова, универзитетски професор, доктор по филозофски науки. Тебе џабе, џабе, џабе ти е диета. Тебе ништо не ти помага.
džabe, džabe, džabe ti je dijeta. Tebe nikoj mare te saka. Битолската рап група Стиховно војување го снимија спотот за песната Диета и Викендов ја имаа промоцијата на истиот пред многобројните нивни фанови. Викендов помина промоцијата на нашиот 11-ти поред видеозапис за песната која носеше наслов Диета. Промоцијата помина само во Битола, значи промоцијата на нашиот нов спот треба да се случи во повеќе градови, да се спромовира истиот видеозапис. Значи моментално се преговари за во повеќе градови да го спромовираме, но видеозаписот е моментално објавен. Ете имаме можност да го видиме во вашата телевизија, но покрај тоа и во повеќе градови ќе одиме да го испромовираме нашето најново издание. Но почнавме од дома, значи почнавме од Битола. Спотот беше одлично прифатен, се уште се прифаќа, постојат луѓе кои се уште го немаат видено, па доправа ќе го видат, зашто се работи за релативно најново парче од Стиховно војување. Поентата на самата песна е, значи многумина, кои ќе слушнат песната, ја сваќат како да му се обраќаме на манекенката. Тоа не е воопшто значи така, туку манекенката дава Ана Марија еден шмек на самиот спот. Значи, сушност, целта на песната е, како што вели самиот рефрен, џабе ти е диета, тебе ништо не ти помага. Значи, целта е дека не е потребно, значи, само физичкиот изглед, нормално дека е тој многу битен, меѓутоа треба да ги има човек како човек, сите, значи да биде и паметен, и дотеран, и среден, да, така. Оваа година го одбележуваат своето 8-годишно постоење. Имено овие млади, амбициозни и талентирани момчиња се формира во 2006 година, кога ја промовираат првата демоснимка, а првата официјална демоснимка како Стиховно војување ја направија во јануари 2007 година. Во 2008 го отвараат нивното прво студио и почнуваат да функционираат и постојат под своја продукција. И оваа година Стиховно војување беа организатори на фестивалот Басфест. Во изминатите неколку години создадоа повеќе песни, а сега влегуваат во еден нов креативен период, каде токму преку стиховите го искажуваат погледот кон светот околу себе. Džabe, džabe, džabe ti je dijeta. Tebe nikoj mare te saka. Tebe džabe, džabe, džabe ti je dijeta. Tebe ništo ne ti pomaga.